Со примен гол во последната секунда, градскиот ракометен клуб Борец загуби со 23:24 во премиерниот натпревар во новата сезона од екипата на Младост 09 од Богданци. Ладен туш за публиката во спортската сала Гемиџи беше примениот гол на самиот истек на надпреварот. Тренерот на ГРК Борец, Виларов, вели дека вината за поразот ја гледа во техничките грешки на неговиот тим, кој ги имаше доста. Изгубивме надпревар кој самите сме виновни. Имаме доста грешки, технички грешки, многу подадени лоши топки, многу зицери премашени. Мораме да ги исправиме, значи составен дел е и поразот од секој надпревар, не само победата, а требаше да им приредиме на нашите навивачи победа и задоволство. Тоа е тоа што се виде, во последната секунда примивме гол, така да одиме понатаму. Мислам дека нема да се предадеме и ќе докажеме други утакмици дека можеме да играме и да редиме победи. Председателот и тренер на ракометниот клуб Младост 09 пак вели дека е долг патот до Суперлигата. Конкурентот за првото место во првата машка лига го гледа помеѓу Младост, Борец и Вардар. Во сезоната очекуваме дека ќе бидеме меѓу првите. Ова не беше многу битна утакмица, пошто главниот конкурент го победевме на Ваштер, иако тоа не значи ништо, бидејќи има и втор дел. Лани ние, знаете, изгубивме дома од Велес и Велес е една многу добра екипа и солидна. Спомнавте дека овие две екипи се фаворити? Да, исто тука и Вардар е. Да, исто тука и Вардар, го речувам, али сепак знаат како е. Тој што го рачунат за фаворит не е секој пат и на крајот нема да го успее тоа да го направи. Па ние се надаме дека последно коло играме со Вардар дома. Се надеваме дека ја добиеме, иако финансиски и играчки се многу подобри од нас и од Борец. Тоа е друга приказна. Како најефикасен поединец на надпреварот се истакна капитенот на ГРК Борец Зоран Стојановски. Тој е задоволен од прожената партија, но очекува и подобрување на тимската игра во текот на сезоната. Мислам дека општо како цела екипа малку потфрливме, не беше на тоа ниво што требаше да играме. И кривицата ќе си ја гледаме сами у нас, значи нема да окривуваме ни судии, ни како течеше утакмицата, така да ќе гледаме што побрзо оваа утакмица се заборави, следното коло сме слободни, па ќе гледаме овие 2 недели колку што може повеќе работи да се поправат и да не отстапуваме од прво место, значи ќе се бориме да бидеме прво место. По второто коло од првата машка ракометна лига, екипата на градскиот ракометен клуб Борец е слободна.